Елиезер, за патот, за вистината, за живот. Од каде доаѓаат моќта и авторитетот? Исус Христос дојде на земјата овластен од небесниот татко. Исус Христос е син на Господ Бог. Тој никогаш не престана да биде Бог. Тој беше 100% човек и е 100% Бог. Во прво послание на Јован Богослов, 3 глава, 8 стих, пишува зашто беше овластувањето. Кој прави грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот, па затоа и се јави Синот Божји, за да ги урне делата ѓаволски. Планетата Земја беше заразена од злото, од ѓаволот и демонската орда кои донесоа целосен хаос, загуба, смрт, уништување. Исус дојде да поправи и да ги уништи делата на ѓаволот. Авторитетот во кој тој владееше беше поврзан со неговото овластување. Човек не може да биде овластен се додека не биде подвластен или подчинет за поставената цел или мисија. Така Исус дојде со мисија на небесниот татко и го практикуваше небесниот авторитет како човечко битие. И полицаецот, например, има авторитет, но нема авторитет да изгради куќа без дозвола. Истото и за други позиции, затоа се одредени правата и обврските за секој работно место или функција. Јас и ти имаме авторитет. Исус по неговото воскреснување застана пред неговите ученици и рече: сиот авторитет ми е даден мене, така што одете по светот, проповедајте го Евангелието, учете ги луѓето, научете ги на она што ве учев јас. А во тоа се вклучува, како што пишува во Матеј, лечете ги болните, оживувајте ги мртвите, избавувајте ги од злото. Тоа е дел од овластувањето. И на крај, Исус додава дека ќе биде со нив секогаш. Исус тогаш ги овласти учениците. Во Евангелие според Лука и во Евангелие според Матеј пишува: болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, бесови изгонувајте. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Што значи им даде моќ и авторитет. Holy, the Lamb who was slain and conquered the grave, you are holy. You are holy. You are holy. The Lamb that was slain and conquered the grave, you are holy. You are holy, yes, you are holy. The Lamb that was slain and conquered the grave, you are holy. You are holy. You are holy. The Lamb that was slain and conquered the grave, we cry holy. You are holy. You are holy. Исус дојде со авторитет, бидејќи се согласи и даде потврден одговор на мисијата. А пак Јован Крстител ги крштеваше луѓето во вода и им рече дека доаѓа после него човек кој ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Јован го препозна Исус веднаш штом го виде. Знаеше дека тој е оној кој ќе ги понесе гревовите на светот.
Исус се приближи кон Јован за да го крсти. Јован беше свесен дека не е достоен за тоа и дека нему му е потребно Исусовото крштевање. Јован ги крштеваше луѓето за да се покајат, а Исус немаше ниту еден грев, немаше за што да се покае. Исус беше крстен како посредник. Застана како посредник за сите оние кои ќе се покајат за сите гревови и ќе го побараат и прифатат како спасител, што не вклучува и мене и тебе. Светото писмо укажува дека Јован Крстител беше најголем од сите пророци во Стариот Завет, а најмалиот во небото беше подобар од Јован. Така што, да бидеме свесни дека крштевањето со Светиот Дух ни дава пристап до реалност до која ниту Јован Крстител немаше пристап. Исус кога излегуваше од водата, небото се раздели, се отвори. Истото разделување, раскинување е спомнато во Матеј, кога Исус умре каде што завесите во храмот се раскинаа и камењата околу градот Ерусалим се раскршија на половина. Што значи ова разделување, кршење? Светото писмо ни го опишува непријателот како принц на воздухот. А штом Исус се крсти во водата, се случи раскинување, разделување на воздухот, на небото, и Светиот Дух слезе над Исус и тогаш Исус ја доби моќта. Така што Исус дојде со авторитет, бидејќи рече да на мисијата. Но дојде со моќ заради средбата, а нашиот авторитет доаѓа од нашето да на овластувањето, а моќта ни доаѓа во средбата. Да запомниме, значи нашиот авторитет доаѓа од нашето да на овластувањето, а моќта ни доаѓа во средбата. Исус им даде авторитет и моќ на своите ученици, додека беа со него. Но кога отиде и седна од десната страна на небесниот татко, тој им рече: И ете, јас ќе го испратам врз вас ветувањето од мојот Отец, а вие останете во градот Ерусалим, дури не се облечете во сила од озгора. Што значи сакаше да им каже: Еве ви го авторитетот. Сиот авторитет ми е даден мене и сега ви го давам вам. Одете. Ова е овластувањето што Исус им го дава, но додава: Не го напуштајте Ерусалим се додека не се облечете во моќ. Што значи, моќта доаѓа во средбата, соочувањето, пресретнувањето. Авторитетот доаѓа во овластувањето. You are holy. The Lamb that was slain and conquered the grave. You call me out of darkness into your light. Oh, the Lamb that was slain and conquered the grave. Now I dance in this light where I'm found. My freedom is here. My freedom is now. I dance in this marvelous light that I've been placed in. For all you've done, you conquered the grave, so I can be one with you forever. I cry holy, holy, you are holy, worthy, you are glorious and mighty. You are worthy, you are worthy, you are worthy. All-consuming fire in my life, you're the all-consuming fire. In my life, you're burning bright, you're the all-consuming fire. Eliezer